20 минути после 13 часот го започнуваме последниот час од денешното Плей кафе. Го слушаме Николче Мицевски со Тајм во минутите посветени на музиката. Изминатиот викенд разговаравме токму со него. Дел од темите беа специфичноста на неговиот албум Нова ера, како и плановите за втор дел од тој албум, умешноста да го извлече максимумот од музичарите со кои што соработува, со фокус на Каролина Гочева, Next Time и Ѓоко Танески, како и патриотската нитка која што ја изразува преку делата кои што ги состава. Разговорот го слушате во следниве минути. Николче, со оглед на тоа дека сме соработувале претходно, ако нешто не се персираме, верувам дека слушателите нема да ни замерат. Ќе позборуваме најпрво за твојот проект Нова ера во 2023, односно минатата година. Концертната промоција беше во Велес, Битола и Скопје. Сега имаше претходно пред неколку месеци, мислам дека беше концертот малку поинтимен во Public Room. Она што е интересно и она што мора да го продискутираме околу албумот е тоа што е албум за избраници. Треба човек да има малку пософистициран музички вкус за да го разбере на некој начин. Колку во публика забележа дека луѓето кои што не се во музичката фела се свесни за тоа колку тежи тој проект, емотивно и музички. Најпрво ти благодарам за поканата. Да, нема да си персираме, затоа што не сум прв пат на интервју. Види, Нова ера е посебна приказка која ја започнав од пред 2-3 години, претходно созреваше во мене, па минатата година и предминатата ја почнав со концертна промоција и концерти, неколку концерти. Јас би рекол дека секоја публика си има, односно секој албум, секоја музика си има своја публика. Така и Нова ера се работи за посебен тип на музика која не е, би рекол, најкомерцијална и не е комерцијална може секаде, нели, тоа да се слуша и да се пушта, меѓутоа е музика пак која ако заслуша човек длабоко во не заноси многу елементи, особено она што значи македонштина, она што значи наше поднебје, традиција, фолклори и така натаму, во некоја софистицирана форма и малку подискретно. Овај пат во тој албум не го правам тоа по екстремно, ајде да кажам, како да кажеме албумот на Next Time, каде што има третман на народни инструменти и така натаму. Овде ќе е повеќе духот и тој карактер на таа музика. Има доволно публика која го слуша, која го сака албумот, сака да го слуша, која дојде на концертите и среќен сум заради тоа. Има публика која секојдневно ми пишуваат од кога е ова, па сега го дознав, па сега го видел некој на YouTube или на телевизија, после година и после две. Така да, затоа викам, до народот стигнува малку пополека, спрема одредени други материјали комерцијални, меѓутоа полека, ма сигурно ја. И го препознаваат. Го препознаваат и тоа вака ми дава, знаете, како некоја храброст да продолжам да го правам тоа, односно да продолжам во тој стил. Впрочем, и тоа го работам моментално, продолжеток на тој албум. Дали ќе се вика Нова ера втор дел или некој друго име, уште не сум одлучил, како да ќе има надополнување на новата ера. И нормално... Значи дека ќе продолжиш во истиот тој? Апсолутно. Есенва треба да излези нов сингл, нов видеоспот. Малку ја навикнав публиката на интересни спотови, кои исто така се специфика за Нова ера. Секој спот, верувам, тој што ги гледал знае зашто се работи, си има своја приказка, малку поинако се работени, со многу време, љубов, професионализам вложено во целата таа работа. Така да продолжувам во исто, можеби во посилно темпо, 1-2 синглови и дали крајот или почетокот на следна година ќе видиме кога е позгоден
период повторно ќе има концерти промотивни на новиот албум. Така, драго ми е и се надевам дека ќе го опфатиш и овој дел од Македонија со конкретно на струга и на Охрид, мислам, затоа што нас така ни одговара. Да, па се надевам. Имавме неколку вака разговори со одредени луѓе тоа да го свирам во Охрид, меѓутоа не испадна ништо, што не значи дека нели со надополнувањето со новиот албум дека да кажеме до година да дојдам тука да го свирам тој материјал. Така, ќе ни биде задоволство дефинитивно. И сега она што може да ти се припише како епитет дефинитивно како композитор со вокалите, односно со музичарите со кои што работише, дека си единствениот кој што работи на тоа да го извлече максимумот од секој изведувач. Мислам дека како тоа изгледа како да ти е цел која што постојано ја постигнуваш. Со Каролина, например, со тие етно албуми е едно посебно обележје во нејзината кариера. Сега за вокалот на Стефан, кога беа во поп-рок фазон, знаевме ние сите од прилика до каде може да досегне вокално, ама тоа не беше максимум извлечен кој што го извлековте заедно со, не знам, со албумот Мајка и со сите оние преработки кои што ги направивте. Ѓоко Таневски отиде од поп-рок во една љубов, имам со фантастични реакции од публика. Толку многу ги анализираш за да дојдеш до тоа што уствари они најверојатно и го чекаат. Па, вака, прво секој композитор работи на свој начин и не би рекол дека сум јас единствен кој вади максимум. Секој си има свој принцип на работа и се е легитимно, нели? Секој. Тоа е принцип и така натаму. Па досега не сме забележале да имаш песна која што е направена ред и реда. Секаде каде што си потпишан, навистина е нешто што публиката го прифатила и се претворило во вонвременски. Знаете, на секоја композиција, било кој да ја изведувач, јас секогаш давам максимум колку што знам во моментот. Така да тоа сум сигурен на моите 450-60 дела отприлike ги имам сега, околу 450-60 значи песни направени во веќе 20 на години активно творени. Секогаш знам дека сум се посветувал максимално. Сега тоа е една работа, меѓутоа друга работа е колку таа песна ќе допри до публиката и една од најважните работи кој пејач ја изведува и како ќе ја пренеси на публиката. Значи повеќе елементи треба да се вака вклопат за да биде нештото успешно. Не секогаш е до музиката или до самата песна. И не секоја песна може да допре и да биде хит. Значи не можам јас во 400 песни сите да бидат подеднакво познати и така, да допрат до публиката. дека... Меѓутоа јас на сите тие сум дал максимум и сите се со огромна љубов работени и професионализам. Што се однесува до Каролина, до Ѓоко, Стефан, кои генерално направија голема промена, си бара работа, си бара анализа и е многу важно, ако веќе менува некој правец, да знаеш како да го насочиш и да излечиш максимум. И сега, веројатно, пак тоа е нешто што е од искуство со годините, нешто и Господ дал, но веројатно некое чувство кое не можем да го објаснам сега теоретски дека по ова теоретски нели сега знам, ќе го изанализирам и според тие бројки ќе направам вака песна. Нема, такво нешто не постои правило, не постои правило за добра песна, не постои формула за хит песна, исто така, значи ако знае формула секој ден ќе прави по една-две лири, например, и ќе бе среќен. Така да, како што кажав, треба да се погодат многу елементи за да тоа испадни најуспешно и да допре до народот. Како да е секоја песна која вака допре до што поголем број на публика, е добро и срекни сме ние и јас како автор и изведувачот како изведувач и носител на таа песна. И нормално дека е, како што кажав, мотивација плюс за да направиш следниот пат уште подобро
од една страна, од друга страна и притисок и одговорност. Ако направиш еден добар албум, кога го фатиш вториот албум, е многу поголем притисокот и одговорноста за да направиш продолжеток на тој, затоа што имаш задача минимум да биде на истото ниво, а се очекува нормално да биде и на повисоко ниво. Така да многу ми е возбудлива и професијата и работата, ама тоа мене ми е животот. Нормално покрај оние приватни работи. 24 сати размислам на музика, ја сакам музиката, сакам да извира од мене и генерално секогаш се тркам самиот со себе да направам секогаш подобро и подобро и подобро. Некогаш успеам, некогаш не успеам, тоа е природа, тоа си е човечки, нели? Ама знам дека секогаш давам максимум. Ете, тоа е муабетот. Нема рецепт за хит, ама рецепт за успех е тоа, да се надпреваруваш со себе, а со никој друг. Само така се постигнува и сега го работеше и албумот Македонија во срцето носиме и за сопствениот албум ги спомна тие македонски елементи. И патриотци по природа? Па, види, ние сите сме нормално, треба да сме патриоти. Патриот значи да си ја сакаш, да си го сакаш своето, да се сакаш себе си, да се сакаш земјата, државата, од каде што си роден, каде што потекнуваш, каде што ни се сите најблиски. Така да сметам дека секој човек постојано го покажуваш свесно или несвесно. Так, тоа сакам да кажам, дека секој човек во себе веројатно носи, како секој во светот, не само кај нас, нешто патриотско. Сега, кој како го изразува, тоа е друг начин. Некој воопшто не го изразува, некој го изразува преку ваков или онаков начин. Јас го изразувам преку творење и негување на македонска музика. Така да, кога имам можност и кога ми се дава можност, ја користам таа, особено со преработките на стари песни, песни кои се богатство општо за целата нација, за целиот народ, за целата наша музичка историја. И кога имам можност некоја песна да допринесам за да ја направам на поинаков начин, при тоа да не се намали незината вредност, него ако можам да допринесам да се зголеми незината вредност, да се збогати и да ја доближам до особено помладата публика, тогаш го сметам тоа за вака изразување на патриотизам и на успешност. И тоа ми е идејата. Значи, преку албумот на Next Time, претходно исто правев Непокор 1, Непокор 2 албуми кои исто така публиката ги слушаше, последно Македонија во срце. Проект кој текако вака да речам допре до народот, излегоја неколку песни кои ќе останат, кои се пеат веќе. Проектот се уште трае, се уште тој музички караван шета по градовите, беше и во Охрид, колку што знам. Беше во Охрид, да, беше сега. Веројатно пак ќе биде, има некои планови за надоградување на целиот материјал, така да. Тоа е тоа, пак ќе кажам, секој треба да најде начин да ја изрази љубовта кон своето. Сосема за крај, кажи ми, имаш ли уште предизвици, затоа што се гледа како професионално си човек кој што го постигнува тоа што го сака и тоа го направи на многу начини и со својот албум и со многу музичари, но кој ти имаш ли сон уште неостварен некако музички? Имам неколку, уште многу сонови неостварени. Добро сега тај не можам се да открием. Ама убаво е човек да сонува секојаш и да има повисоки цели. И не треба да се замарам со тоа што сум направил до сега, него јас повеќе се замарам, нели, ако така можам да кажам условно, со тоа што треба да го направам, а имам уште така неостварени сонови и секогаш ќе имам. Секогаш кога остварувам некој сон, после апетитот е да биде следниот сон уште повозбудлив. Така да се надевам дека во иднина ќе имам можност да ги остварувам тие соништа.
Така, ти благодарам многу, се надевам дека ќе имаме уште доста причини да разговараме. На 20 јули ќе бидеш главен, мислам ќе бидеш еден од специјалните гости на концертот на Ѓоко Танески. Знам дека оркестрациите за тоа се веќе готови, дека ќе звучат прв пат така како што ќе звучат. Драго ми е што ќе имаме можност да видиме еден таков концерт на Антички театар. Да, припремите се во тек, аранжманите не се уште завршени, ама еве сум во тек во процес на изработка на тие. Ѓоко кажа дека тоа му е остварување на сон. Да, сите негови песни ќе зазвучат малку поинаку, со голем оркестар. Се надевам на силна поддршка од охридската публика и воопшто од македонската, затоа што во тој период некако Цела Македонија е во Охрид и во Струга. И дека ќе дојдат во што поголем број, да изразат поддршка и заедно да уживаме во неговата музика. Тука ќе видат и неколку песни кои ги работевме во неговиот нов албум. Наскоро ќе излезе еден сингл. Не знам сега точно кога, ама деновиве треба да знам дека Ѓоко снимаше видео, треба да излезе видео спот со видеозапис и таа песна ќе биде вака исто една најавна песна на целиот концерт, дел од албумот кој го сработивме. Ќе има уште една-две нови песни кои не успеавме да ги промовираме пред да излезе албумот, меѓутоа ќе ги промовираме на самиот концерт. Ќе имаме и некоја обработка на охридски песни, добро познати во малку поинаков стил. И се разбира, ќе има 10-15 хитови од Ѓоко. Имавме проблем да одбериме песни, затоа што кога го направивме поширокиот список на Ѓоко испадна 40 на песни. Нормално дека е тоа премногу за еден концерт. Да, јас го прашав како направивте селекција, тој ми рече седнавме со Николче и пресеков. Така да седевме и првично имаше 40 песни на список, па кратевме и дојдовме до една нормална бројка за концерт. Посакувам и се надевам дека ќе биде многу убав концерт за паметење. Сепак Ѓоко заслужува и јас го сметам, не само јас, него сите го сметаа за еден од најдобрите вокали дефинитивно кој се појавил на сцената и на вистина заслужува. Дури мислам дека заслужува и уште поголемо внимание и почит од тоа што го добива. Меѓутоа, знаете, кај нас секогаш се така некогаш некои работи треба повеќе време, некои работи се малку поизместени, меѓутоа како да. Ние наше е да работиме и да се трудиме. Така, Николче, верувам навистина дека следниот пат ќе зборуваме за твој концерт кој што се случил. Еве, не знам сега како да ја продадам приказнава во Струга. Имаме сала која што сигурно ќе ти се допадне, една од најголемите. Значи, кога можеше да се случи тоа во Велес, ќе дојдеш во Струга да ја видиш салата и мислам дека многу едноставно. Велешани дојдоа и ми кажаа дека сакаме ние концертот твој албумот да го свириш во нашата сала. Седнавме и се договоривме во 5 минути. Така да. Така да ќе се договориш. Некој од Струга и ќе ми каже Николче, сакам да го свириш албумот и јас со задоволство ќе прифатам, ќе одбериме датум и ќе дојдеме ќе го свириме. Договорено, ќе дојдат и ќе ти кажат и ќе се договориме. Благодарам. Така, тоа беше разговорот со Николче Мицевски на многу музички теми. Продолжуваме ние понатаму со одлична музика. Слушате Play Cafe на Play Radio и денеска се дружиме се до 14 часот.